Мојот покоен татко Благој знаеше се да работи. Јас потекнувам од класично работничко семејство, тој беше хаус мајстор, ковач, ѕидар, како млад пил на печалба во Хрватска како рудар, па потоа работел во Либија, така да херојот на моето време е мојот татко. Јас за жал покрај ова скоро да не знам ништо друго да работам. Се надевам дека пристојно го работам ова, но секогаш се трудам да бидам што подобар. Па добро, јас и од основно образование нешто се занимавав со некои драмски секции, па потоа во средно образование исто некоја драмска секција и во 71 година, кога бев на прва година во гимназија, дојде еден актер кој беше голем фанатик за театар, Владимир Гравчевски, и имаше аудиција за така наречената младинска сцена при Народниот театар во Битола. И ние, што така да речам, положивме, не примија во таа младинска сцена и мислам дека заразата со магијата театар ни ја внесе токму тој Владимир Гравчевски. Учествувавме во неколку представи, статиравме, работевме со младинската сцена, бевме на неколку аматерски драмски смотри и во 74 година се пријавив на приемниот испит на академија. За моја среќа бев примен во класата на Љубиша Георгиевски. 79 година дипломирав со представата Одам Налов од Фејдо во режија на Љубиша Георгиевски, нормално мој професор. И веднаш после тоа, од 1 септември, се работив во Народниот театар Битола. Значи, во Народниот театар Битола сум од 71 година од младинската сцена, па до сега, значи точно околу 54 години. Со Пепи се знаеме одамна, започнавме од гимназиските денови, фактички учевме заедно од прва година гимназија. Таа година, уште на почетокот на гимназиските денови, станавме членови на младинската сцена при Народниот театар од Битола. Пепи е еден од најдобрите глумци што Македонија воопшто ги дала. Оно што е прекрасно кај него е што има вистинска глумечка флексибилност. Меќе во пристапот, меќе во работата и секој лик го ваја како посебна скулптура. Јас имам некои снимки од making of на еден од филмовите, каде што го снимавме процесот и го заедно си играме и го гледаме во овие снимки како он работи на репликата, како ја повторува и со секое повторување ја менува помалку и го менува значењето и додава нови валери, па потоа се враќа, па оди во друг правец и го гледаш на дело како работи. Таа способност да се биде толку лесен во пристапот, да се игра, да се бара она што на крај му треба на ликот, е според мене една од најважните способности на било кој глумец. Пепи е исто така суптилен во изразот. Пепи Мирчевски припаѓа на врвот на македонската актерска игра, не само од аспект на историјата на македонскиот театар и филм, туку и од еден поширок аспект на Балканот, Европа и светот. Пред ова табло стојам, изборувам за Пепи Мирчевски, а зад мене се големи имиња на светската уметност, кои на Интернационалниот универзитет Европа Прима биле прогласени за доктори honoris causa и на голем број на тие церемонии сме имале чест да биде присутен Пепи Мирчевски. И ова што сега ќе го кажам за Пепи Мирчевски, ќе личи на една беседа уште од античко, римско, византиско време до денешниот ден,
се изговарале беседи за големите актери, бидејќи тие ја движат историјата. Нашата нова театарска историја е создадена од подвижници како Петар Мирчевски, нашиот Пепи, и од мојата рана младост како драмски автор во режија на Владо Цветановски, Пепи Мирчевски се појави во клучните представи на тогашниот период на македонскиот театар во 90-тите години, почнувајќи од митската подземна република, во која играше со една таква длабока оригиналност и патуваше низ вековите, што неговото име веќе беше забележано во аналите на македонскиот театар и тоа продолжи низ големите авантури. Подземната република која ја освои вонредната Стерина награда на Стерино позорие, која патуваше потоа во различни земји во светот, стигнувајќи дури до Сан Петерсбург во театарот Вера Комисаржевская. Да се зборува за Петар Мирчевски е навистина големо задоволство и голема чест, големо задоволство и чест е да се соработува со него на сцена. Мене ми беше големо задоволство и чест да разговарам со него, често во долги разговори, поврзани со сите теми на театарот, затоа што едноставно се препознавме во скоро идентични размислувања околу театарот и воопшто околу културата. И чест и задоволство е се разбира да се зборува за Петар Мирчевски во било која пригода, па вклучително и во ова. Па не можем баш јасно да се сетам кога сум се запознал со него на моментот на запознавање, директно, но знам кога сум го видел прв пат. Тоа беше во една представа Long Play на Горан Стефановски во режија на Владимир Милчев во Битолскиот театар и бев фасциниран од неговата изведба на сцена, од неговата појава, колку тоа да звучи парадоксално со целата своја низина што ја поседуваме како актери, не патиме од височина, Пепи воопшто. Ја исполни сцената, не магев се сите едноставно и сакав да го запознам тој актер. Потоа ми се случи Баханали, исто на Горан Стефановски текст во режија на Бранко Брезовац, во кој што имав чест да играм со Петар Мирчевски. Јас лично го викам интерно, интимно меѓу нас Метар Пирчевски, ние имаме таква една интенција да си ги менуваме буквите, кај него тоа се лепи неверојатно, колку и тоа да звучи чудно, и станавме и добри пријатели. Освен тоа што станавме колеги, што сме колеги по дефолт, станавме и добри пријатели и со него имам само убави сеќавања. Да се зборува за Пепи Пивцето, ќе треба да направиме цел омнибус. Затоа што неговиот животен и театарски пат е доста долг. Со него се знаеме долги години, што иако јас како постар младинец на младинската сцена во Битолскиот народен театар, тој со запишувањето на академијата дојде на таа младинска сцена, затоа што уште од тогаш го имаше засакано театарот. Бевме, значи, колеги на младинската сцена, работевме со врвни актерски имиња од Битолскиот театар тогашни. И така ја почнавме нашата кариера во Битолскиот народен театар. Потоа отидовме на прво јас, па потоа Пепи на факултетот за драмски уметности, кога го завршивме, почна нашето другарување вистинско, професионално во Битолскиот народен театар. Сме одиграле заеднички безброј представи,
по кои што сме биле партнери. Инаку со Петар Мирчевски и не знам кога прв пат сум се запознала, бидејќи имам впечаток дека го знам целиот свој живот. Но професионално првата средба ни беше на пола пат меѓу Скопје и Битола во Прилеп, во Прилепскиот народен театар. Тоа беше представата Полковник Птица од Христо Бојчев, во која што бевме директни партнери. И токму тој процес го издвојувам како еден од најпродуктивните мои процеси. Навистина и денеска кога ќе се сетам за сите тие глупости што сме ги правеле и измислувале во самата представа, и денеска онака во себе се смеам. Потоа нашата соработка продолжи. Во Битола учествувавме во создавањето на уште 2 представи. Тоа се семејни приказни од Билјана Сабљановиќ и во Дон Кихот од Сервантес. А во Прилеп изработивме дури 7 представи. Па имав среќа навистина и задоволство да гостувам и во други театри. Например, во Народниот театар Скопје гостува во представата Животот е прекрасен во режија на Владо Цветановски и потоа во представата Мајсторот и Маргарита од Булгаков во режија на Иван Поповски. Во Драмскиот театар гостував во представата Дала и мама на текст и режија на Љубиша Георгиевски. Потоа гостував во Народниот театар од Прилеп во повеќе представи, во најголем број во режија на Владо Цветановски и една во режија на Љубиша Георгиевски. Гостував исто во Охридскиот театар, режија Благојче Божиновски и Дејан Пројковски, Младинскиот културен центар во Скопје, Универзална сала Скопје. Исто гостував и во театарот за деца и младинци во представата Црвен кап, во режија на Димитар Христов. И Пепи во Безбок остави исто така неизбришливи траги, кои подоцна продолжија во неговата митска улога на Абдула во Нотр-Фам де Пари, со која Битолскиот театар ги освои сите награди на Националниот театарски фестивал. Толку сум жеден во овој проколнат европски Рамадан, што можам да те испијам на екс. Нека напише твојот тривијален и порнографски печат. Аеродромот Орли, испиен на екс, од еден неидентификуван балкански шиит. Не ме познаваш? Пред 9 години таа одовде ме испрати за Бејрут. Знае со уста да го свири Моцарт. Знае да пее и мртовец да разбуди од длабок сон. Знае зошто треба да биде спречен екзодусот на шиитскиот пролетаријат. Знае на чиј повик тргнав одовде во Јужен Бејрут за Балбек и Бека! И Пепи го играше Абдула, тој свет војник, кој што се движи меѓу аеродромите на Европа до Блискиот Исток и до Бејрут, со еден вид на таква актерска трансформација, што голем број на личности од театарскиот, од културниот свет сметаат дека го достигнува врвот на своето актерско мајсторство. Тоа продолжи со една од легендарните представи на Битолскиот театар Ју Антитеза, во која играше заедно со Ацо Стефановски и со Олга Наумовска. Тој беше еден од трите сина кои го предвестија крвавото распаѓање на Југославија уште 1985 година. И за која беше одбележан во голем број на македонски и југословенски театарски
медиуми. Беше одбележана и со неговите улоги во класичните роли на светскиот театар, кој играше Сирано во режија на Љубиша Георгиевски, Ричард III, го играше Крал Иби, го играше Скапен. Значи, она што беше национално поле се претвори во европско и светско поле на неговото действување. Играше во таа представа што беше на некој начин исто и духовна револуција, како подземната република за битолскиот театар, за која и денеска се говори по медијаните, Мајсторот и Маргарита, според романот на Булгаков. И би сакал да кажам дека тој играше кај големи режисери, оствари исто така и филмска биографија со режисери од типот на Кустурица, Милчо Манчевски, Горан Марковиќ, Драган Бјелогржевиќ, Божо Шпрајц. Последно време ми е поинтересен филмот. Зошто не знам, може би да си објаснам. Може би малку и се презаситив во театарот, бидејќи имам одиграно околу 170 премиери и сум играл доста значајни улоги од светската класика, од наши автори и југословенски автори. Така да малку, што викаат психолозите, промена макар и на полошо, може би ми дојде и филмот. И последно време, не велам дека тоа ми причинува некое поголемо или посебно задоволство, меѓутоа тие промени ми годат малку повеќе од театар. Тоа не значи дека театарот не ми е интересен и дека сум надвор од театарот. Баш ми е задоволство да играм и во мојот матичен театар и да гостувам во другите театри, затоа што почнав како театарски актер, театарот е живот. И филмот е живот, само во филмот може да повторуваш, а театарот е моментално, сега, тука и тоа е она друго задоволство што не исполнува. Мъжки, се поред. Децата си пораснаа, мржиште. Ама таа е пак трудна. Страм жив да изе ид кумата. Првите 3 со лесно, ама сега тешка бременост. Господ така сакал, велит, ме казнив. Јојд кумата да се породит на болница. Одва и преживеа. И докторот идит, пулит и викат, бебето преживеа. Преживеало тоа, ама не дишело 2 минути. Ќе бидит ненормално и велит. Го стави во инкубатор. Сакаш да го исклучиме инкубаторот, ја прашвет. Дај сакаш да го исклучиме, да завршиме работа, зашто станит ненормално. Нема чаре. Кумата велит, не знам јас, морам мъж ми да го прашам. Првиот пат кога го запознав беше на филмот Лина и Владимир и играше една многу интересна улога. И мојот прв впечаток беше дека еден постар човек кој што е заробен во неговото тело е во суштина едно дете. Бидејќи смислата за хумор која што има Пепи Мирчевски е навистина една од најдобрите до сега што сум ги чула и секогаш е да речеме во тој некој муд да се зафркава и да биде константно насмеан и да биде константно позитивен. Едноставно јас се залюбив во тој човек од првиот момент. Тоа ми беше најпрвиот впечаток и беше супер глумец и да се дружиш со него. Па мислам дека ако го имаш приватно, ќе го пренесеш и во представите или на филмот. Баш сум среќен што колегите го мислат за тоа. Јас секогаш сум спремен да помогнам и навистина ми е задоволство кога работам со колегите и имам свој придонес. Ако придонесам и во нивната улога во таа ситуација, се трудам секогаш да бидам безпрекорно спремен за филм и за театар нормално, но филмот е многу поскапа играчка, така да не си дозволувам себе си над 100 луѓе да чекаат на мене, да не бидам спремен со текст или да не бидам спремен за улогата, за односите изградени меѓу колегите. Така може да нескромно звучи, меѓутоа мислам дека во целост ги исполнувам тие задачи и баш ми е драго што колегите го
приметиле сето тоа и што го кажуваат за мене. Тоа што го издвојува Пепи од другите актери и што е важно за секој добар глумец е висок глумечки IQ, глумечка интелигенција, актерска интелигенција, да чувствува, да знае глумецот. И многу од тоа е common sense, е здраворазумско размислување, кое потоа со способност се преточува во ликот. Има неверојатен смисол за хумор и пред камера и во живо. И тоа па прави да биде мерак да поминуваш време со Пепи. Пепи прво го карактеризира една железна дисциплина. Веројатно таа железна дисциплина му помага да ја заузда. Тој е вулкан од енергија што го носи. Лесно учи текст, брз е, комуникативен, едноставен, лесен за работа, се разбира, сака да знае што прави и како прави. Помага во работата, во смисла креативен е, за идеи, за соработки, пластичен е, еластичен во текот на работата, адаптибилен и се разбира во повозрасните години на некој начин ширеше доста позитивна енергија во целата екипа. Глумата е, според мене, вистинито лажење. А таков вистинит лажов на сцената ретко се раѓа. Едноставно, тоа што го кажа веќе во претходниот дел, таа една фасцинација од тоа колку може да се исполни сцената, колку еден збор може да се слушне, колку една мисла може да се прочита, колку еден подтекст може да се разбере, колку е тоа питко за публиката, колку е тоа интересно, колку го задржува вниманието, сето тоа е склопено во тој еден актер, Метар Пирчевски. Неговиот талент е многу повеќе од оваа улога што мене ми оставила впечаток, меѓутоа мене ми е никакво сеќавање од детство и можеби најдобрата сцена од тој филм. Пепи Мирчевски има една кратка сцена во филмот Балкан Кан, кај што игра Грк. И начинот на кој што зборува, начинот на кој што води сцената, тоа е една од најсмешните и најдобрите сцени во македонската кинематографија, која што мислам дека е толку добра само ради Пепи Мирчевски. Иначе сум гледала доста театарски представи со него, озбилно Шекспирови драми во Битолскиот театар и се што прави е маестрално. Просто е секој млад глумец треба да учи од Пепи Мирчевски. Не смеем да палим јако светло. Заради оци. Живеам со спуштени ролетни. Дења го спифам, но ќе тргувам. Како Бетмен. Значи, барате го тепих. И нешто завиткано у тепих. А што завиткано у тепих? На почетокот, не беше баш на почетокот на мојата кариера, тоа беше можеби Сирано де Бержерак. Тоа беше 91 година во режија на Љубиша Георгиевски. Сирано знаеме кој е и што е една поетска личност, која е полна со љубов, многу духовит, заљубен во една Роксана, меѓутоа не може да се појави и го зема Кристијан Деневиет да се појавува како физикус, а како дух и како содржина тој стои зад него и ги кажува неговите стихови. Мислам, тоа лично не е баш кај мене, меѓутоа многу се пронајдов таму. Исто така мислам дека една од моите позначајни улоги во театарскиот живот се Воланд во Мајсторот и Маргарита, во режија на Владо Цветановски, потоа Задрогас во Сон на летната ноќ во режија на Слободан Унковски, спомнав кај Љубиша Георгиевски, Сирано де Бержерак и Ричард Трети. За позначајни мои театарски остварувања беше Сирано де Бержерак.
која се случи 91. И таа улога, и пред тоа играв значајни улоги, меѓутоа можеби не од таков класичен светски калибар, али таа улога ми даде ветар во грбот, така да се чувствував многу посигурно и натаму мислам дека тоа ми беше така еден отскок за понатамошна моја кариера. Јас можам да ви кажам дека он ја изигра улогата за која што ја можеби сум мислел дека он не е створен, меѓутоа испадна дека е створена улогата за него најверојатно. Тоа е Сирано де Бержерак. Вака на прва кога ќе помислев, викам Пепи, па никогаш не би направил кастинг дека Пепи би можел да го направи тоа, дека Сирано можеби да некои стереотипи. Меѓутоа тоа беше нешто фасцинантно. А јас сум го гледал и во неколку други представи, но да речеме дека Сирано де Бержерак е она што луѓето не го очекуваат. Знаете, кога ќе ја изненадите публиката, тогаш сте успеале да направите најверојатно нешто што ќе се запамети. Пепи има многу роли, не знам точно, можда над 150, не знам дали кажа. Колку точно роли има, можда и повеќе, не сум сигурен како и да е. Пепи е подеднак подобар во жаровски актер, во смисла и во трагедија, и во драма, и во комедија. Што е многу тешко да ги има сите тие параметри, дејќи е многу духовит. И приватно е духовит и уме на таа црта му дава можност да остварува полесна комуникација вака и уме и на еден духовет начин со кратка мисла да ги синтетизира работите и сето тоа да предизвика некаква смеа. Има доста улоги во жанрот на комедија, но за мене сепак ми се чини дека најголем печаток ми остави улогата на Сирано де Бержерак во режија на Љубиша Ѓоргиевски. Кога би требало да се решам за некоја улога, навистина е тешко кога се работи за Петар Мирчевски, зашто тој неверојатно им даваше печат на сите своји ликови што ги градеше. И тие беа неверојатно различни. Секогаш се јавуваше во ново светло, секогаш беше наградуван дури и на отворена сцена, што за нас актерите на вистина е доказ за дека вистински сме на вистинскиот пат во градењето на ликот. Но ако веќе морам, тогаш би одвоила неколку улоги што мислам дека се битни во неговата кариера. Тоа се Ричард III од Шекспир и Сирано де Бержерак од Роста. Значи, многу е битно за овие улоги затоа што тој е еден од ретките актери кои неверојатно убаво го говори стихот. Па, сите негови приказни што кружат низ театарот, кои ќе ме разберете, не се за пошироката јавност, затоа што се конзервирани во еден круг, во еден театарски круг и се прекрасни. Вистината на сцената ја барал, колку ја барал во приватниот живот, тоа е веќе некое негово интимно прашање. Меѓутоа, препознатлив ќе остане по животот што го живееше и надвор од театарот, па би рекол со два пара бели дробови. Неговата леснотија навистина ме импресионираше. Пепи Мирчевски е многу специфичен и начинот на кој изгледа и начинот на кој игра, и секогаш е непосреден и секогаш оно што го гледаш директно во животот го носи никако на седне, не се гледа разликата. Има леснотија како тоа го прави. И меѓу другото секогаш гледа да колегите околу него се задоволни и секогаш сака да ја сработи сцената, да сите сме задоволни и да сите придонесеме нешто и да заедно никако го искреираме тоа дело. Па на филм, за моја среќа и задоволство, сум играл во сите филмови на Милчо Манчевски. Може би бев најсреќен во првиот филм Пред дождот.
Браче, бе, за малку ќе тоа. Засрами се. Што, бе? Дете. Тоа дете брат ми го тебе. Откај знаеш? Има милиција, суд. Тие нека си кажат. А брачет, одамна си излезе над тука. Не знаеш како оди тоа. Гледај си од својата живеечка. Оти си ја гледам. Не можам со себе да живеам кога те гледам ваков. Затоа што беше прв филм со него и беше одлична екипа. Нормално и во другите филмови има одлична екипа. Големо искуство ми беше, иако многу напорно, со Емир Кустурица во На Млечниот пат, каде што снимав со една од најголемите светски звезди Моника Белучи. Потоа филмот на Горан Марковиќ Фалсификатор, каде што учествува и игра значајни имиња од бившите југословенски простори, така да ме исполнува сето тоа. Сум соработувал со Раде Шербеджија, кај нас со сите, скоро со многу филмски режисери, со многу театарски режисери, со многу познати актери. Така да тоа е моја задоволство и моја среќа. Па кога правевме кастинг за Пред дождот, тоа беше наша прва соработка, беше и мој прв филм. Јас не го знаев Пепи и голем дел од глумците не ги знаев, затоа што претходно немав работено во Македонија, поинтензивно живеев во Њу Јорк и тргнавме од нула. И кастинг сесиите, снимките на кои го видов Пепи, тотално ме освоија. Он го играше здраве во Пред дождот. Еден лузер кој на крајот на денот има еден важен момент, еден трагичен момент во филмот. И сакав он да биде, се разбира, по-комплексен, да има повеќе димензии. Он е и трагикомичен во најтажниот момент, во најтрагичниот момент. Он треска глупост која е смешна, на која луѓе се смеат, и ми текнува дека додека ја работевме сцената, го тргнав на страна да разговараме и малце вртиме круги, зборуваме како да ја дадеме друг агол на сценава, како да ја не само да ја збогатиме, туку да ја направиме по-чудна, да ја направиме да биде нешто што човек во прва рака би го одбил, а потоа ќе свати дека тоа уствари ја прави сцената побогат. Мацо, ќе пука, Мацо. Мачко. Мацо, ќе пука, Мацо! Пукај бе, братуче, пукај. Меѓутоа, најдобро е да се одбере тој што навистина одговара за тој лик. Тоа ќе се види и во филмот. Ако е добиено под рака, ние сме јавна професија и работиме за публиката, ќе се види тоа ако не е во ред. Со продуцентите, за моја среќа, досега сум имал добра соработка. Некаде малку потешко, но сепак мислам дека е се во ред. Биле фер кон мене, јас сум бил фер кон нив, со тоа што секогаш сум бил спремен за работа и со продуцентите и со режисерите, и филмските и театарските. Интересни случаи многу. Пак ќе ви кажам, не би можел да ги откријам, не дека туку дека, пак ќе кажам, конзервираноста во таа некоја интимност, но да, ќе одвојам некоја, сигурно ќе најдам некој филтер. Како партнер на филм е феноменален, исто и во театар. Соработник, професионалец, човек кој што на вистина го следи партнерот, му ја понудува својата емоција и со него никогаш немате дзид од другата страна, туку тоа е некој пинг-понг. Благодарност да се игра со него, мислам како е тоа. Човек кој што секогаш ви е добре дојден да го имате спроти себе на сцена или во кадар. А интересни ситуации, па да речеме во Бременхавен бевме во пристаниште на една турнеја на баханали и имавме некој проблем со обезбедувањето. Доведовме скоро до физичка пресметка
Пепи беше толку разочаран, што заедно сакавме да влеземе во морето да се удавиме. Влеговме ладно, до тука влеговме во вода, свативме дека ќе се смрзнеме и си отидовме во хотел да се суши. Да речеме еден мал дел од една целовечерна трка со алкохолот и со забава. Инаку, тој за него може да се каже како одлика на всушност и што е одлика на секој голем актер, дека скоро во сите своји ликови тој од една страна е препознатлив а од друга страна пак многу различен. Од една страна препознатлив и свој, но и многу различен. Она што го препознаваме кај него е неговиот специфичен актерски ракопис, неговиот голем диапазон. Без разлика во кој жанр или стил настапува, Петар Мирчевски секогаш го вади максимумот и секогаш успева да допре до публиката и да просто да ја обседне или опчини публиката. Тој е премногу скромен и не може да се опушти, вие треба некако да опуштите господице, треба некако така да му дадете храброст, некако мрднете со колку така господице. Мило ти ми беше ако го носевте вашиот фустан со кратки ракави. Не, аре, ни ој. И знаете нешто, планирам вака со рамото и некако кренете да веѓате така со поглед само вака некако до прострелате, веѓате кренете така малку мрднете колку веѓата окото рамо, колк веѓа око рамо, колк веѓа око рамо. Така, да пробаме господи. После навика цело време ти си терате само така после, значи од име. Колк веѓа око рамо, колк веѓа око рамо, колк. Веднаш се враќам јас да видам што станува со ручето. Тој успева тој процес на работа да го направи толку пријатен со својата позитивна енергија, со својата духовитост што е уникатна, што ја нема никој друг актер, ми се чини, и што е реткост, со својот неверојатен шарм. Така да мислам дека го правеше секој процес на работа во тие представи многу значаен и јас уште долго ќе се сеќавам и долго ќе го паметам токму по Петар Мирчевски. Има многу да се зборува за Пепи Пивчето, како што го викаме. Незаборавни се неговите вицеви, шеги, незаборавни се седењата во театралското бифе, пиењата, лумпувањата, па затоа и го викаат Пепи Пивчето, затоа што предежно пиевме пивче. Сега тоа го нема, затоа што секој има заземено своја страна, тргнати сме сите по своја страна, поготово по пензионирањето. Така да се сетнуваме понекогаш, ќе седниме, ќе направиме муавец за театарот. Некоја шега ќе се пошегуваме и така ни врви овој наш пензионерски живот заедно со Пепи. Уникатен го прави неговиот хумор, дефинитивно. Го прави неговата леснотија како игра, неговата пристапност. Е лесен човек за да се разговара и да се работи со него. Дури на негови години, он нема, ми се чини дека еден од ретките глумци што нема никакво его и знае да прифати да го доживее тоа како да му е прва улога. Секако дека фали, затоа што сега, во моментот од кога стана претежно младата генерација во Битолскиот народен театар, нема такви дружења, нема такви седенки, нема такви разговори за улогите во представата, како да биде подобро, како човек поарно да ја направи улогата, да му сугерираме. Сега тоа младите не го прифаќаат, тие сметаат дека се знаат и... Да се работи со Пепи Мирчевски е песна, ништо помалку од тоа. Забавно ти е на сет, додека снимаш сцената, забавно ти е надвор од сет. Секогаш има... Дури и кога како колешка сум се чувствувала недоволно сигурно за одредени сцени,
Он бил тука за да ме разведри и да ми каже дека се ќе биде добро. Се разбира секогаш со хумор. Со одличен хумор. Сега работам на еден филм кој продукција српско-канадско-грчка. Се вика Мит за добриот човек во режија на Милица Филиповски. Таа моментално живее во Белград, се пресели од Канада. Ми кажа дека по потекло е по татко и од Куманово, така да ми е уште поголемо задоволство. Темата на филмот е за нападот на НАТО врз Југославија, поточно дејствието се случува во Ниш. Натаму мислам дека не можам да продолжам да кажувам во однос на тој филм. Не би требало. Па јас секогаш правам глумечки проби, екстензивни глумечки проби пред снимање. Обично околу 3 недели проби за долгометражен филм, така да за време на кастингот глумците веќе го знаат текстот, а во пробите го фиксираме. Ако треба нешто да се промени, менуваме, се договараме како тоа треба да изгледа, пробуваме различни варијанти, се смееме многу, така да кога ќе дојде време за снимање, ја веќе здодев. Значи само го ставаме на филм, односно на драйв, тоа што веќе сме го договориле претходно. Во последниот филм кој го снимивме летово, а сега веќе го монтираме, Збогум Копакабано, Пепи имаше една огромна сцена и условите за снимање беа многу тешки, беше страшно жешко. Снимавме на локација која го правеше времето, те тераше да мислиш дека е уште пожешко. И тоа што го имавме пробано текстот, тоа што се беше спремно, тоа што беше одработено, беше единствен начин како успеавме да го завршиме на време и како што треба. Навистина сум среќен што ја работам оваа професија. Исто така сум среќен што моите два сина исто се актери, Мартин Мирчевски и Филип Мирчевски. Немав никаков удел во тоа, за нивната одлука дали да се занимаваат со тоа или не. Им кажав дека патот не е баш лесен и сето тоа треба да се заслужи. Ќе вредиш онолку колку што ќе пружиш. Нормално дека треба да имаш талент, но талент без работа мислам дека не може да обстане. Она што бих го кажал како една врвна метафора за појавата на Петар Мирчевски во македонскиот театар, култура и уметност е тоа да се родеше Пепи Мирчевски во Токио, ќе играше и кај Куросава, да се родеше во Москва, ќе играше кај Тарковски, да се родеше во Лондон, ќе играше кај Лоренс Оливие, да се родеше во Париз, ќе играше кај Жан-Луи Баро, кај големите француски режисери, Роже Планшон, Антуан Витес и така натаму. Но тој се роди во Македонија, во селото Растоица. Ние сме по близина на селата од крај од Демирхисар, јас сум роден во Слојштица. И се сеќавам, го имав видено како дете во Растоица, во бербата на црешните. Растоица, селото беше познато по црешните, а црешните во јапонската традиција ја означува духовната вечност. Пепи и припаѓа со својот живот и со својата уметничка креација на македонската и светската уметничка вечност.